1/3 од населението си заминало од Македонија за 8 години. Ги губиме младите и високообразованите лица, а најголемата причина е недовербата во системот, корупцијата и политичката нестабилност. Извештајот за миграција на работна сила во Западен Балкан и публикацијата на OECD за индексот за мали и средни претпријатија од 2011 до 2019 покажа дека секој четврти си заминува од државава. На ова, вице-премиерот Битики ја сподели со јавноста својата, како што рече, сериозна загриженост за ситуацијата и допрва ќе се работела на стратегија која ќе ја вратела иднината во државата. Ова навистина е загрижувачки и јас како носител на функција затоа сум денеска овде, затоа што сум загрижен за иднината, затоа што сум загрижен за тие кои што навистина може да придонесат за иднината, ги неаме овде и имигрираат. Треба да видиме како активно да ги вклучиме, не велам да ги вратиме, да ги вклучиме за да ја креираме заеднички иднината за нашите млади генерации. Битики признава дека од Македонија се заминуваат поради недоверба во системот и дека токму најобразованите, тие со факултетски дипломи, најмалку веруваат во политиките на државата и ја напуштаат. Според Битики, работа имало, ама населението не било доволно квалификувано. Битики вели дека решение постои и тоа е преку насочување на мерките на Агенцијата за вработување, онаму каде што има недостаток на работна сила. А од тие што бараат работа, речи си сите, ги немаат потребните знаења и вештини за отворените работни места. Ако видите дека во Агенцијата за вработување процентот на невработени е навистина се уште висок, но 93,4% од невработените се функционални неписмени, или тоа значи нивните вештини не одговараат за пазарот на труд. И конечно мислам дека е дојдено време сите да се освестиме дека мора да се менуваме и да бидеме активни чинители на пазарот на труд. Тоа значи реквалификација, преквалификација, менување на навиките за работа. Битики вели дека миграцијата како глобален тренд ќе ја менува и структурата на населението. Како што македонците го барале чарето во странство, така и Македонија била интересна земја за да се мигрира тука. Како пример ги посочи турските граѓани кои доаѓале да работат во градежништво и граѓаните од Пакистан и Индија кои работеле во IT секторот.